Ненадејна, но позитивна средба. Состанокот меѓу Бојко Борисов и Бујар Османи, кој според дипломатски извори на Гласот на Америка не бил планиран, внесе раздвижување во македонско-бугарските односи. Денешното случајно среќавање меѓу бугарскиот премиер и шефот на македонската дипломатија на Софискиот аеродром, од кој произлезе средбата, даде сигнали кои може да се толкуваат како обид за подобрување на релациите. Борисов го скрши мразот со пораката дека треба да следат преговори на разум и дека оваа шанса треба да се искористи. Треба да седнеме и да изгладиме всички противоречия. Треба да седнеме и да ги надминеме сите противречности зашто не може да биде одложувано пристапувањето на Северна Македонија и Албанија во Европската унија. Од тука и вие и ние да се подготвуваме за преговори на разум, а не на емоции, за да можеме, а тоа е најважно и за Бугарија, нашите соседи да ги видиме во Европската унија. Така што, тоа е нашата геостратешка цел и треба да најдеме политичка волја, и вие и ние и да ја завршиме таа работа. Во спротивност, идните поколенија нема да ни простат зашто сме пропуштиле една голема можност. Османи, кој од Софискиот аеродром замина за Швајцарија, потврди дека во моментот фокусот е ставен на утврдување датум за одржување на седница на меѓувладината комисија. Би било добро што порано таа комисија да се одржи. Го договоривме акцискиот план. Треба само и извештај од комисијата за историски прашања, кои што го подготвуваат. Во моментот имаат некои технички разлики кои треба да ги усогласат. Наш интерес е што побрзо да се сретне комисијата, да кажеме толку направивме минатата година, толку ќе направиме следната година. Меѓутоа, очекуваме и од ваша страна и од наша комисија да можеме што побрзо да се усогласи и термин и содржина на таа комисија. Ако се врати до вербата, мислам дека полесно ќе разговараме и за другите прашања за кои што имаме разлика. За ситуацијата со Бугарија и незината блокада денеска се разговарало во Луксембург меѓу македонскиот и премиерот на Луксембург. Според владата, Ксавиер Бетел му пренел на Заев дека смета дека за идентитетските прашања не може да се разговара, бидејќи тие произлегуваат од правото на самоопределување и дека Северна Македонија го заслужува своето место во Европската унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.